Значи, јас имам 3 претенички прашања на кои што очекувам дека и ќе добијам одговори. Тоа е целта и суштината на овој институт, кој што е досега многу пати девалвиран во ова македонско собрание. Имам 3 претенички прашања до премиерот Никола Груевски и се надевам дека конечно јавноста ќе добие одговор на овие прашања. Веќе првото прашање, значи, се однесува во однос на јавните набавки што беа направени во Министерството за здравство. Веќе информиравме јавноста околу сомнежите за сериозни манипулации во доделувањето на милионските тендери на една семејна фирма на омилената уредничка од вашата влада. До денес ниту една институција не се произнесе, имаме целосен молк. И документите кои што ги побаравме од страна на министерот Никола Тодоров се скриваат од јавноста и ни укажува на фактот дека имаме навистина наместени тендери. Пред се, заради тоа што месец дена пред отварањето на понуди се направени измени во условите на тендерот, преку стимнување на значителни критериуми со што се овозможува фирмата Висарис МКД да стане конкурентна, а подоцна и да го добие целиот бизнис тежок 1 милион евра. Например, во измените направени на 26.12.2011 година, изненадувачки се додава и цевта со што влегува и Србија меѓу земјите од каде што кои што можат да конкурираат на овој тендер, и на тој начин се овозможува да оваа фирма Висарис МКД, која што е формирана во Македонија од страна на омилената уредничка, го добива тендерот, а иако имаше разни образложенија дека тоа е преку српска фирма и така натаму, се побара документите да бидат изложени на страна на јавноста. Побаравме од министерот за здравство Никола Тодоров да го даде договорот случен помеѓу Висарис Србија и Висарис МКД, која што го добива овој тендер, да видиме кои се подпишани документи, иако во Бирото за јавни набавки стои дека тендерот од тежок 1 милион евра е подпишан од страна на Висарис МКД. Исто така, како еден од условите за тендерот кој што се наведува во понудата за образците за соработка на локално ниво, се наведува соработка со Институтот Нишка бања, со болница во Зрењани и со уште 2 српски болници. Се прашувам кога Нишка бања и Зрењани на локално ниво во Република Македонија за оваа фирма. Очигледно е дека се местат овие тендери, институциите не преземаат ништо и упатувам прашање до премиерот Никола Груевски. Дали, господине Груевски, вие ја дадовте оваа наредба во Министерството за здравство да се добие ваков еден тендер и дали минатата година заради исплатата на 1 милион евра на вашата омилена уредничка мораше да бидат исфрлени новинарите заедно со пратениците од оваа сала за да се изгласа буџетот за 2013 година. Тоа е првото прашање. Второто прашање кое што го упатувам исто така до премиерот Никола Груевски е во однос на откривањето на мега скандалот кој што се однесува на исплатата на финансиските средства за Сител телевизија. Веќе во еден дел за кој што покажавме уредни документи и налози се исплатени 450.000 евра и тоа само на 23 дена пред изборите. Со ова се покажа дека има класична корупција на медиумите, подкупување и тоа со народни пари за водење на некакви кампањи од страна на владата на Република Македонија. Меѓутоа со тоа не беше постигнат врвот на корупцијата со медиумите, заради тоа што таа омилена телевизија доби исплата и тоа за 7 дена во годината, распоредени, значи за други 7 дена, од 1 милион евра преку повеќето трансакции од тие 7 дена. Тогаш се прашувам, ако за 7 дена во текот на една година е исплатен 1 милион евра, колку ли достигнува сумата која што се исплаќа во оваа телевизија? Се прашувам дали токму поради оваа причина
многобројни фирми формирани на истата адреса, градски стадион без број, се основата за медиумското корумпирање преку давањето на државните бизниси токму на овие фирми и преку овие медиуми. Па ве прашувам, господине Груевски, дали е вистина дека по една многу повисока цена ги плаќате државните реклами, а по многу пониска цена ги плаќате рекламите на вашата политичка партија пред се за изборите, а се како причина се наведува она што го слушаме деновиве, дека многобројните фирми, многобројните бизниси кои што поминуваат преку овие фирми и се друго што значи корумпирање директно на медиумите во Република Македонија како една од главните полуги на кое што го подпирате вашето владење, се однесува токму заради оваа цел: помош и одржување во власт, преку нив перење на многу пари во Република Македонија, создавање на многу лични богатства на штета на сиромаштијата со која што се соочуваат граѓаните на Република Македонија, и дали тоа значи се повеќе осиромашување на граѓаните за сметка на неколку луѓе во оваа држава. И третото прашање кое што го поставувам до вас се однесува исто така на честноста на функционерите од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Вие знаете, господине Груевски, дека во една зграда има скриени многу станови на функционери на ВМРО-ДПМНЕ. И тоа ви е веројатно познато. 98-2002 година имаше исто така една или неколку други згради функционерски. За жал, после се разделите во две групи, ама иста во зграда живеете и денеска. Истата состојба се случува и сега, да во една функционерска зграда се јавуваат собственици на станови, министри, пратеници и така натаму од ВМРО-ДПМНЕ. Еден од тие или една од тие кои што поседува станови во оваа функционерска зграда е и мајката на генералниот секретар на владата или понашен генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ, господинот Кирил Божиновски. Во истата зграда во која што има и министерката Јанкуловска со сопругот, и колешката Бонева и така натаму и така натаму. Па навистина е добро да знаеме од вас дали тоа се етичките норми во кои што функционерите морат или може да ги кријат овие станови кои што ги купуваат со неколку илјади евра во еден ден уплатени на жиро сметки. Иако е се нормално и легално, ја не знам зошто има потреба да се кријат овие станови. И при тоа мислам дека ако се повикувате на етика и на одговорност, тогаш логично е да се постави прашањето зошто ако вашиот генерален секретар на владата ги крие овие станови, да не се побара одговорност од него, и дали тоа ќе биде случај во овој момент. Меѓутоа, за вас исто така клучното прашање што македонската јавност, многу граѓани на Република Македонија очекуваат одговор, и мислам дека прашање за кое што и како сте и упатени и надлежни и можете да дадете таков одговор. Како тоа мајките на високите функционери на ВМРО-ДПМНЕ успеваат да заштедат илјадници евра на своите сметки, да купуваат по 4, по 2, по 1, по 3 стана, и тоа во еден ден, од една плата или од една пензија, а цели семејства тоа не може да го направат со цел работен век од 40 години, и плюс на тоа да се купуваат овие станови во една зграда. Мислам дека вие можете да дадете одговор на ова прашање. Благодарам.